Освен досегашните парични казни до 10.000 евра за маркетите кои со цените ќе се однесуваат шпекулативно и нема да ги почитуваат законите и владините одлуки, заменик министерот за економија Маријан Ристески најави нова ригорозна мерка. Една од новите можности е промената во законот за прекршоци, каде што покрај парична казна, кои биле многу мали, од 500 до 10.000 евра во зависност од големината на маркетите, сега е воведена уште една поригорозна, би рекол, казна, тоа е затворање од 15 дена на тие маркети и ќе видите наредниот период можеби ќе има затворање на такви маркети и секако оперативното делување на Комисијата за заштита на конкуренција, која што навистина ревносно работи од месец јануари навама, откако почна нејзините законски обврски и се комплетира во однос на контрола на односот на договорите помеѓу добавувачите и трговците на мало и големо. Дали владините мерки за заштита на животниот стандард носат резултат? Одлуката навистина дава резултат. Имаме дефлација во однос на претходниот месец 1,3% и имаме намалување на цените на основните прехранбени производи и пијалоци 3%. Тоа значи дала резултат ова одлука и таа ќе трае до крајот на месецот. Претходно направивме одредени законски промени, посебно во Законот за заштита на потрошувачи, со транспарентност на цените, кој што ќе мора за неколку дена, мислам 45 дена беше даден рок, да малите, големи и средни маркети имаат законска обврска да транспарентно ги објавуваат цените на нивните веб страни. Дали до крајот на месецот ќе биде представена новата потрошувачка кошничка? Па да, ќе гледаме до крајот на месецот да биде представена пред Економско-социјалниот совет, бидејќи одлуката за да ние фактички не само задолжени од влада, туку беше и заклучок и препорака од страна на Економскиот социјален совет. Економско-социјалниот совет е трипартното здружение каде што имаме социјален диалог и сите заклучоци кои се носат и одлуки на Економско-социјалниот совет имат исклучиво само совет одавна дејства. Вредноста на потрошувачката кошничка досега ја изработуваше ССМ, но сега тоа го прават Министерствата за економија и труд, земјоделие и финансии, ДПИ и Комисијата за заштита од корупција, но финална согласност треба да даде СС.